Возлюбени брајке и сестри, прочитавме во Светото Евангелие според Матеја, во втората глава, како еден крал може да биде способен да направи голем злочин врз невини деца. Ирод Велики наредил да се убијат сите машки деца од 2 годишна возраст па се до штотуку родените во еден мал град по име Витлеем и во неговата околија, како би ја отстранил опасноста од богомладенецот, плашејки се за својот престол и за својата власт. Мудрите патници му раскажаа на Ирода за пророчкото слово, кое беше изречено од Господа, а запишано од перото на светиот пророк Михеј, дека во Витлеем Ефратов, најмалиот меѓу илјаниците јудејци, од него ќе излезе оној кој треба да владее во Израилот и чие потекло е од почетокот и од вечноста. Па така, мудреците од Исток, водени од вечното слово, го најдоја богомладенецот повиен во пештерските јасли при пастирите. Му се поклонија и го даруваа со злато, ливан и смирна. Ирод бил наречен Велики, но тој со ништо не може да го носи тој епитет, зашто бил многу зол. Може би подобро би му стоел надимакот социопат или Ирод лукавиот, ѓаволот. Ирод си ја убил собствената жена, а незиното тело го чувал потопено во мед. Самиот тој дал наредба да бидат задавени двата негови синови, а третиот јавно го осудил на смрт. Рутински го убивал секој осомничен, за кој што сметал дека не му е верен поданик или добар слуга. Имал харем од 500 жени и мноштво незаконски деца. Дури и римскиот император Август, кој што бил негов заштитник, бил многу предпазлив поради неговата крвоженност и суровост. Еден современ историчар запишал: Ирод бил варварин и суров кон целото човештво. Ирод едноставно бил најнемилосрдниот крал во тоа време. И ден денес неговото име го спомнуваме како чин на дивјаштво, како човек кој себе си се сметал за велик, а направил најниско дело кој го памти целото човештво. Неговата заповед да се убијат стотици машки деца било акт на сигурност да ја отстрани опасноста која ја видел во едно мало дете. Дете кој го носело името Исус. Во Стариот Завет исто така се сеќаваме на еден суров крал, фараон, кој што им наредил на бабиците, припорајгајо да ги убиват сите машки еврејски деца, со желба да се намали еврејскиот наталитет, а со тоа да се отстрани опасноста на своето владење. Додека растеле Мојсей и Исус, длабоко во себе верувам дека многу добро ги помнеле многобројните кралски и фараонски злосторства и убиствата на невините детски жртви, кои врз себе поднесоа смрт и лелек. Но тие со ништо не се противеа, нити со нешто не годуваа, знаејќи дека нивното време настапи. Затоа со кротост и послушност пристапија на Божиот повик, за да го исполнат Божиот план – ослободување на својот народ. Мојсей, по Божја промисла, да го избави својот народ од робството од Египет, а Исус да го избави целиот човечки род од робството на гревот. Мојсей и Исус ги соединуваат во струкиот обид на суровите владетели, кои се обиделе да ги згаснат животите на 2 невини деца, како што злокобна рака откинува едно младо полско цвеќе. Мојсей, кој што говореше пред Христа на гората на Преображението, подсетува на Мојсеевата средба на планината Хорив, кој што лице в лице говореше со Бога кај капината, која во пламен гореше, но не изгоруваше. На многу места во писмото Мојсей благовестеше за надежта и чекањето на Месијата. Исус е словото кое Мојсей им го благовестеше на израелските синови, дека Бог ќе подигни пророк како него и дека тој е оној што треба да се слуша и почитува. Во денешната евангелска беседа ја читаме и гибелта на невините витлеемски деца, кои ги среќаваме како први новозаветни жртви. Нивниот живот згаснал поради Христос и за Христос. Во светската историја
и во книгите кои ги милува овој овоземен свет, често наоѓаме дека невините мора да умрат, како јунакот би преживеал, а со тоа да остави трага на неговото владеачко време. Замислете, некој да умре, за да може јунакот хулник да живее и да ликува на ците. Но Евангелието ни дава спротивна насока од онаа белосветската. Исус умре на крстот и ја плати цената со крв за нашиот живот. Тој умре за мене и за тебе. Но дали ние ќе живееме за него? Словото Божјо на Божик не стана само едно обично кревко тело на едно мало дете. Тоа не беше некоја синова рожба што ќе донесе убава веселба, пијанство и кич. Туку беше дете кое било нападнато, загрозено, изложено на нападите на сите сили на темнината, кои секојдневно измачуваат по некој човечки живот. Воплотениот Бог минува низ човечката историја, во телесна несигурност, во напади, во мрак и беда, во тегоби, во црвенило на крвта. Божик не е сентиментален. Тој е драматичен, на која се појавуваат тајните сили на злото. Во рама се слуша глас, кукање и плач горчлив. Плач од 1000 години. Плач вчера, денес и утре. Доволно е само да се замени името на градот со некој друг град од друг крај на светот. Друго мало, друга улица. А нашата мала вера честопати не запрашува. Зошто сето тоа Господ го допушта? Зошто не ја запре раката на убиецот и зошто не го запре силникот и не ги спаси невините? Но Бог прави се за добро. Тој се со добро уредува. Бог секому помага и рака подава. Но секогаш не настапува со својата семојкност, туку со своето сочувство и емпатија. Тој не е само нем свидетел на болката, туку е избавител од болката. Тој не помага за смрт, туку избавува од смрт за живот вечен. Не пристапува кон слабите како семојкен, туку како се љубител. Божјата сочувствителност, односно неговото трпење и љубов во заедништво со своите деца е единствениот прифатен одговор во надежта додека го чекаме неговото второ доаѓање. Христос и денес секојдневно се распнува во страдањата на своите чеда, во секој од безбројните крстови ширум светот. Тој умира во Ирак, во Сирија, во Нигерија, умира во Украина, во Газа, во робие на 250 милиони деца кои се присилуваат на работа со злоставување на нивните тела. Драги брајки и сестри, и денес од Бога да просиме жива вера и сочувство кон своите и кон оние навидум туѓите. Никогаш да не се навикнеме на присуство на болка на невините. Никогаш злото да не го чувствуваме како нешто нормално. Никогаш да не го одвраќаме погледот од солзите на страдалниците, угнетените и утре расплаканите. Туку христоликата правда и љубов да одекнува во длабочината на нашето срце и во духовно сообразување со другите, од Бога просиме сочувствителност и трепетна надеж и братска преградка. Кога кралот Ирод испраќа војници за да убиваат, Бог му заповеда на Јосифа да побегне, а тоа го прави тивко и незвучно. Притоа, не предскажувајќи му еднината за нивното гонење, ниту му го означува патот со стрелки и патокази, нити пак им соопштува датум за нивното враќање. Бог не испраќа војници за да го заштити светото семејство, туку ангел за морниот пат преку сон. Земи го детето и мајка му негова и бегај во Египет. Самиот Бог е во бегство. Ангелот Божи нема задача да го избегне гонењето, туку да даде подкрепа во сршта на гонењето. Неговото испраќање од Бога не е да го скрати тешкиот пат во пустината, туку да биде подкрепа во пустината. Бог не ги одбегнува солзите, но е во најдлабокиот израз на солзите, за да ја умножи храброста.
Бог не е со пари купена осигурителна полиса, ниту е одсутен од присуството на маки и тегоби. Тој е се присутен, тој уредува, тој посредува, но тоа го прави различно од човечките постапки и повелби, зашто неговите патишта не се наши патишта. Додека кралот смислува убиства, Јосиф добива сон од Господа. Ирод испреќа војници, а Бог испреќа ангели на понизната стаза од срцето на Јосифа, со онолку светлина колку што е доволно за првиот чекор, колку што е потребно за да се тргне и за првата ноќ, за да го увери секого дека пророштвото е содржајно и во нецрната хроника. Драги брајки и сестри, и ние сме повикани да го сонуваме тој евангелски сон. Знаеме дека најаките владеат со светот. Знаеме дека Ирод секогаш седи на својот престол изграден од смрт и страв и со крв обоен. Но убедени сме и знаеме дека покрај сето тоа страдање и гонење стои цврста десница која што го држи јажето на избавување од длабочината на јамата и гревот, и дека сета таа сигурност е во Божите раце. Знаеме и дека парите денес владеат во светот, но исто така знаеме дека парите не се главната смисла на мирот во светот, дека материјалноста не е патот што води во живот вечен. И ако внимателно погледнеме, не постои само обична приказна за Ирод или за мајките кои што ја оплакуваа својата болка за своите деца. Постои уште една сокриена приказна во ликот на малиот Исус и за добрите и на Бога послушните родители. Ова е животна приказна и кон милионите добри и нановородени луѓе, кои живеат исполнети со љубов кон својата фамилија и своите ближни, без обзир на сите напори, не броејќи ги стравовите и препреките, луѓе кои секојдневно даваат прилика на соништата што спасуваат, за сите луѓе кои своите животи ги доверуваат на словото на љубовта, и за сите оние кои ги нудат своите прегратки и своите срца во одбрана на оние кои им претат на сите иродовци од сите времиња. Сеќавањето на тој настан не поттикнува да се присетиме на сите деца кои во текот на историјата трпеле и трпат насилство. Многу ги има и денес тие невини лелеци од детските страдања. Фјодор Достоевски ке запише: сите идеали на светот не вредат колку солзите на едно дете. Сликите од војните жаришта ни прикажуваат деца како се играат низ рушевините на нивните срушени кујки или како ги барат своите изгубени играчки низ полињата каде се поставени мини и бомби. Речиси секојдневно гледаме вести за децата кои се користат за задоволување на настрани уживања, за деца осудени на робство, искористувани за работа на црно, осакатени, користени за трговија на дрога и оружје, препуштени на самите себе, умрени од глад и студ. Не постои ништо понечовечко од нанесувањето на болка на едно дете. Не постои ништо поѓаволско од изживувањата и неправдите нанесени врз децата. Пред овие злодела не можеме и не смееме да го одвраќаме погледот и да бидеме неми, слепи и глуви за правда. Мораме да чувствуваме горчина од тоа и мораме да се бориме со Божја сила, пост и молитва, и да бидеме гласни против секоја причина на насилство. Сеќавањето на сите невини и угнетени деца не повикува да се присетиме и на страдањето и гонењето на нашиот Господ Исус Христос, кој што самиот тој беше гонет и обесправен. И денес Исус страда во плачот на секое дете, кое е злоставено, унакажано и лишено од насмевка и светло во очите. Во секоја детска пролеена солза се крие малиот Исус, кој што и натаму лежи изгонет и повиен во облека од човечки неправди. Тој и натаму е во витлемските јасли, низ текот на целата човечка историја. И на крај да упатиме на молитва кон Богомладенецот Исус за сите обесправени и угнетени деца, но и за сите луѓе. Молам нивните срца
да бидат исполнети со љубовта на милостивиот Бог. Посакувам да пресушат сите детски солзи и да бидат милувани срцата на сите болни, стари, изнемоштени лица. За сите родители, оставени од своите деца, и за сите деца, оставени од своите родители по домовите. Да им помогнеме на сите луѓе да го љубат животот од моментот на зачетокот, па се до последниот здив. Се молам и за сите мајки и татковци, кои донеле и родова одлука да го згаснат животот на нивното неродено чедо со абортус. Се молам и за оние кои газат и понижуваат бедни и невини. Просам покаяние и кон Бога нивно обраќање. Молам водство од озгора за сите власти да врват по Божите закони и повелби. И така, служејќи му на човекот, кој што е вообразен според ликот Божи, ќе бидат служители на Бога, кој што е властодржец од почетокот на векот. Сите власти да бидат заштитници на сечи живот во сите негови облици. Господи, помогни ни да бидеме внимателни кон децата, за да не ја изгубат детската невиност. Помогни им на сите родители да ги примат своите деца како дар од Бога, не да ги отфрлаат, не да ги злоставуваат. Се молам на Тебе, Боже, за човештвото повторно да ја спознае љубовта и почита кон сите луѓе. Научи не, Боже, секогаш да сакаме, да прифаќаме, да штитиме и да Ти служиме на Тебе, единиот и вистински Бог Исус Христос, кој што си живот и дишење на секоја твар. Послушај и благослови. Амин.